Кои се играчите со Боки 13 кои можеле да му завршат работа на Камчев? Кои се гостите на Боки со кои се гледал по дома? Многу насоки на говестување до каде може да стигне рекетот од 1,5 милион евра по објавената последна снимка од италијанскиот Лаверита, која утрово беше пуштена во оптек. Последната аудиодокументација трае на 12 минути. Во неа има 8 секвенци од телефонски разговори. Во нив зборуваат Камчев, Боки 13, Кичеец, но се слуша и гласот на шефицата на специјалното обвинителство Катица Јанева. Снимката почнува со разговор како Камчев му објаснува на Боки 13 како ја спакувал првата транша од еврата. Најверојатно станува збор за пакувањето на парите со спецификација по апоени, за кој вчера беше објавена и видео снимка. 1 милион евра спакувани во Луи Витон. Ист модел на торба носи Кичеец кога заедно со Боки ја напуштаат куќата на бизнисменот. Во вториот разговор Боки 13 кажува што има договорено за вечер, дека требало дома да му дојдат гости со жената на другарот на Камчев, извесен Бобо. Вечер со неке мене дома со жена на другарите. А за тоа другар ми се јави мене да гледаме фудбал вечер Јувентус ако сакаш. На Бобо? Мене Бобо ми се јави пред сад со Сидиш ако сакаш да гледаме фудбал да ти дојде вечер на вино да даеш. Дојдете брат, нема проблем. Види како е свето. Ја и ти све брат. Такви хиени. Договор за начинот на исплата на парите меѓу Камчев и Боки 13 е во четвртиот разговор, односно Камчев му вели на Боки дека ќе постапува како што тој ќе му каже. Сепак е загрижен дали е средена работата и со како што вели другите луѓе, мислејќи најверојатно на обвинители. Во следниот аудиозапис спомнува и известна Лиле, во која авторот од Италија ја препознава обвинителката Стефанова која го застапува случајот Империја, каде е осомничен бизнисменот Орце Камчев. Второ, не знам, жена влезе на игра со нас. Ова Лиле. Влезе на лета, тоа си прга, си тера, целата, не знам да го знаеш, башка. Мене еднаш качи в 11 комисија ми бараше за нејзе дуќан за стоматолошки ординации, за глупости тие. Ја одјавав све тоа, пошто ме интересираше, сам се тоа кажам. Пред да влезам. Сега си ја пред те, значи... Не знам за пред. Тоа ми зарежаш, ја и ти се разговараме. Значи, целата приказка, ако мори таа да знае некој работи и да биде мотивирани, значи, шо прави. Но Боки веќе во следниот разговор го убедува Камчев дека не треба да се грижи за тоа, бидејќи тоа било работа на нејзината шефица. Нити треба да го супира, кога се дел на шефицата не. Шефицата нека се даваше од не ми интересува. Дали гледаш, значи, апсолутно кој што сакам. Ја не навлагам во приказката. Ниту ме интересира. Само сакам сите да бидат среќни, задоволни, да нема остава. Разбираш ли што? Таја, шефицата, ние нашиот тоа е твој проблем, значи не знаеш, генерално треба да знаеме шефот така и толку и завршено за мене. Ти кажи ми, јас ќе ти кажам. Ти кажи ми, X, тоа е толку, завршено тоа, јас ќе ти кажам, оки, сега добиш тоа, утре тоа, заутре тоа, ме разбираш, ја ќе ти кажам прецизно. Кај мене нема непрецизно толку и тоа сакам да го завршам така. Ме разбираш, директно, јас сум директен човек, значи не се знаеме. Значи кај мене кај тебе директен сум јас. Си ги вршиле, сакам да се завршат работите и во однос на тоа, апсолутно кажи ми, шеф ова кошта X, Y, февруар таа, март тоа, април тоа, и не знам како ти е планот, кажи ми го, за да знам што да си го испланирам и мојот дел, што треба да го завршам, и твојот дел ти што треба да си го завршам приказка. Тоа, понеделнички, прецизно го договараме, ова што го очекуваш, околу редоследот на активностите. Следниот разговор се однесува на опциите кои ги разговараат Камчев и Боки 13 доколку случајот Империја заврши во државното јавно обвинителство. Овде и двајцата зборуваат во шифри. Боки 13 му става до знаење на Камчев дека ако се случи државното и СЈ одат со заеднички предмет, тогаш Боки спомнува опција која што ја договоривме претходно, вели, и продолжува. Во секој случај од сите тие три опции, овие три лица за кои што јас преговарам и договарам и ќе се договорам, или нема се договорам, ќе бидат соодветно истретирани. Одиме со случајот СЈ. Доколку продолжи СЈ да го работи предметот,
Првата стапка ќе биде укинување на мерката куќен притвор. По основи кои што ќе ви ги кажам и датум на кој што ќе ви го кажам. По договорот за куќниот притвор, Боки 13 го прашува Камчев што ќе има за телевизијата, PR услуги, на што Камчев бара да преспие па да зборуваат за детали. Пова следи осмиот и последен телефонски разговор. Кажи. Што преш? Ништо проблем. Добро, имаш поздрав од Женева. Фала, поздравје. И јас завршувам, па можам да пројдам. За колку време? Пошто имам кај мене таму за едно пола Не сат. се секирај за ништо, секи биде окей. Окей, нема проблем. Кога да дојдам? Можеш у 5 сат, Буки? Може. Ајде, важи, чао. Јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција паузира со истрагата за предметот рекет. Се шпекулира дека освен овие досега објавени видео и аудио снимки, постојат и други кои бизнисменот Камчев ги има доставено како докази до обвинителството за гонење организиран криминал, кога пријавил дека го рекетираат за 8 милиони евра, а исплатил 1,5 милион.